Well, today we are here to hand over the 12 ventilators that were bought by the EU for citizens, for patients in North Macedonia. This is the first package of the support of 4 million that we announced a few weeks ago, and I'm happy that today the equipment started coming, the 12 ventilators plus some personal protective equipment that we are delivering to the clinical center and to the hospital of 8th September. We all remember the tragic pictures that we saw from Milano, from Lombardia, when there was the lack of ventilators for the patients, and the doctors need to make a choice. And in that sense, the ventilators are really important and crucial for those patients who are most vulnerable and who suffered the most from the virus. It's very difficult to get them because everybody wants to buy them. So we are happy that with support of the UNDP we were able to bring 12 of them now, and few more will come later. I think it's the first ventilators that are coming to the country after the start of the crisis. I think we are confirming again that we are with you in this crisis. EU and the member states are continue to provide support. On top of the medical equipment that we provided, we are discussing with the government several projects how to manage the economic consequences of the crisis, as well as we will be able to provide 160 million to the budget of the country to manage the fiscal problems, so that the country will be able to provide the salaries, the subsidies and the social assistance also in the future. So I think it's a good day. It shows that the EU is with you and continues with you as the strongest partner that you have in fighting this disease. Thank you. Дистанция само држим. Може веднаш. Почитувани граѓани, почитувани новинари, почитуван амбасадоре, заменик министер, државен секретар во СЕП. Јас обично не читам во вакви прилики, меѓутоа мислам дека е многу важно да бидам прецизен и да не испуштам било каков елемент од големата помош што ја добиваме како држава од Европската унија. Европската унија е несомнено нашиот најголем донатор во кризата предизвикана од пандемијата, и оваа видлива и конкретна помош дава чувство на сплотеност, солидарност и сигурност дека заедно ќе излеземе на крај од ова премрежје. Ние сме третирани речиси како да сме земја членка на Унијата во поглед на вклученост во механизмите и фондовите за справување со пандемијата од вирусот COVID-19. И тоа говори не само денешнава значајна донација во вистински момент од 12 нови респиратори, 5000 специјални заштитни маски за здравствените работници, туку и целокупната европска досега најавена и планирана помош, на која во оваа прилика би сакал конкретно да се осврнам. Последниот статус со донацијата од 66 милиони евра од страна на Европската унија за справување на Северна Македонија со кризата со коронавирусот е следен. 4 милиони евра за итно неопходни медицински материјали, од кои првата испорака, која вклучува и многу потребни респиратори, е доставена денеска. 3 милиони евра директна поддршка за буџетот, процедурите се во тек и ќе биде трансферирана во наредните недели. 9 милиони евра директна поддршка за мали и средни предпријатија. 40 милиони евра распределба на фондови во моментов се финализира заедно со владата за помош на мали и средни предпријатија и мерки за активно вработување. 10 милиони евра алокација за можни здравствени и други итни потреби што може да се појават. Покрај оваа донација, делегацијата на Европската унија заедно со други вклучени партнери е во процесот на подготвување на можно пренасочување на фондови од постоечките проекти кон итни мерки за закрепнување поврзани со кризата со COVID-19.
ЕУ активираше различни механизми за понатамошна помош во управување со кризата со коронавирусот. Во средата Европската комисија предложи пред Советот на ЕУ и Европскиот парламент 160 милиони евра макрофинансиска помош за буџетот на земјата во форма на заеми за управување со фискалните последици од кризата. Северна Македонија има право да биде поврзана со Европскиот договор за јавни набавки за медицинска опрема и системот на ЕУ за брзо предупредување за заразни болести. ЕУ е во процес на ослободување на извозот на медицинска опрема за земјите од Западен Балкан, се разбира, вклучувајќи не и нас. Како земја партнер, имавме можност да побараме поддршка од механизмот за цивилна заштита на Европската Унија, што резултираше со испорака на генератори, шатори, тоа го направивме преку системот на цивилната заштита. Покрај поддршката што ја дава Европската Унија, билатерална помош беше обезбедена од многу земји членки на Европската Унија. Дозволете ми од името на сите македонски граѓани да упатам искрена благодарност до Европската Унија, што ја препознаа и ги поддржаа нашите напори за справување со овој заеднички глобален предизвик и благодарност што ни дадоа чувство на припадност кон тимот Европа. Благодарам. Може? Почитуван шеф на делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, негова екселенција Самуел Жбогар, почитуван министер за надворешни работи господин Никола Димитров, почитуван на државна секретарка на Секретаријатот за европски прашања госпоđа Калинка Губер. Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија обезбеди значајна поддршка и опрема за справување со пандемијата со вирусот COVID-19. Во име на Министерството за здравство сакам да изразам искрена благодарност за помошта која што доаѓа во ова време во нашата земја, кога и сите други земји во светот се справуваат со еден заеднички јавно-здравствен предизвик, а тоа е борбата со COVID-19. Значи се станува збор за проектот УНОПС во вредност од 4 милиони евра, каде што се офатени медицински и заштитна опрема. Моментално во првата фаза Министерството за здравство прими 12 респиратори кои што ќе се распределуваат како во клиниката за инфективни болести во Скопје, така и во градска општа болница 8 септември и ќе се лекуваат најкомпликуваните случаи. Да спомнувам и 5000 маски од типот на FFP2 кои што се дел од личната заштитна опрема на здравствените работници. Со ова ние зајакнуваме капацитетите на јавните здравствени установи со респиратори. Моментално располагаме со 120, а 90 од нив се наоѓаат во Скопје. Сакам во ова прилика да нагласам дека исто така е завршена и набавка на дополнителни респиратори од страна на Министерството за здравство, кои во нареден период ќе чекаме и да ни пристигнуваат. Респираторите кои што во моментот ги добиваме се со производство од Јужна Кореја, со високи перформанси, со инвазивна, неинвазивна вентилација, кои што се многу битни за патологијата на нашите пациенти и многу потребни за единиците на интензивната нега. Друго што сакам да користам прилика е дека ние сме дел од Европскиот солидарен фонд, така што во сите процедури за набавка за апарати и опрема ние сме рамноправно
isto со сите земји членки на Европската Унија, поконкретно во случајот сега со пандемијата. Според последните информации од анализите, ние амортизираме со ситуацијава од епидемијата, бидејќи и со ширењето на COVID-19 во аспект на тоа што имаме еден линеарен пораст на бројот на заболените, капацитетите, болничките капацитети не се оптоварени, мерките кои што се преземени стручно, е преземено од стручни лица и од членови од Комисијата за заразни болести, а тука имаме и една хармонизација меѓу медицинската логика и науката, зошто истите мерки се преземени. Сакам да спомнувам дека Европската Унија во овој момент ни даде поддршка и помош, и тоа во смисла на валоризација на работата и заложбата како на Министерството за здравство, на владата на Република Северна Македонија и сите други релевантни институции кои што сме во борба со COVID-19 и со све што сите предизвици кои од ова состојба ни доаѓаат. Та ни еден шипначев се модат. Индерувар шеф и делегационит të Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë Veriut, shkëlqësia e tij Samuel Zhbogar, i nderuar ministër i punëve të jashtme zotri Nikola Dimitrov, e nderuara sekretare shtetërore nga Sekretariati për çështje evropiane, zonja Kalinka Guber, të nderuar të pranishëm. Tani delegacioni i Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut po na ofron një mundësi, një bashkëpunim, një qasje më të mirë për luftën tonë kundrejt pandemisë e cila është paraqitur nga virusi COVID-19. Prandaj do të shfrytëzoj këtë rast për të falemderuar ndihmën të cilën ato po na bëjnë në këtë moment që shteti jon po gjithsesi edhe të gjithë vendet tjera të botës kanë një sfidë të përbashkët ndaj shëndetit publik dhe ajo është lufta nga COVID-19 virusi. Pra bëhet fjalë për një projekti UNOPS me një vlerë prej 4 milion eurove dhe ne tani kemi pranuar në fazën e parë 12 respirator të cilët do të shpërndahen dhe do të fillojnë në funksion si në klinikën për smundje infektive, ashtu edhe në spitalin 8 shtatori, me qëllim që aty të mjekohen dhe të ketë tretman për pacientë të cilët janë më të ndërlikuar. Por gjithsesi edhe për maskat të tipit FFP2, të cilët janë një pjesë mbrojtëse të personelit mjekësor. Me këtë neve kemi përforcu kapacitetet respiratore në institutet e shëndetit publik. Do të theksoj se momentalisht kemi 120 respirator, 90 prej të cilëve ndodhen në Shkup, por me këtë rast do të shfrytëzoj që të përmend se edhe Ministria e Shëndetësisë ka përfundu prokurimin për respirator plotësues të cilët presim edhe furnizimin e tyre në ditët në vijim. Respiratorët të cilët ne i kemi pranu sot janë të prodhimit nga Korea e Jugut dhe kanë performanca shumë të mëdha. Nga ana tjetër, ne jemi edhe pjesë e fondit të solidaritetit evropian, që do të thotë me të gjithë shtetet evropiane marrim pjesë në mënyrë të barabartë në prokurimet me qëllim që të marrim pajisje dhe mjete si çdo antar tjetër i Bashkimit Evropian dhe konkretisht tani në këtë moment që jemi në fazë të pandemisë.
Në bazë të analizave të cilët janë bërë për së fundi, kemi që ne po amortizojmë shpërndarjen e këtij virusi në vendin ton në aspekt të asaj që kemi një rritje lineare të numrit të sëmurëve, mandej nuk kemi ngarkim të instituteve të shëndetit publik ku mjekohen të sëmurët me COVID-19 dhe gjithsesi do të theksoj se të gjitha masat të cilët u morën në vendin ton janë një qasje mjaft e logjikshme dhe mjaft e mirë për arsye se ato i vendosen ekspertët dhe antarët e Komisionit për Smundje Infektive në një harmonizim të logjikës mjekësore dhe të shkencës për të pasur një argument pse edhe të njëjtat u morën. Tani Bashkimi Evropian po na ofron këtë mundësi për qëllim të do të thoja të punës tonë, por edhe të asajt marrëveshje, njohurie nga Ministria e Shëndetësisë, nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të gjithë institucioneve tjera në të cilën ne bashkarisht po luftojmë kontra kësaj situate nga COVID-19. Ju falenderoj. Кажете от ние сега къде е най-добро. За изявите къде би било най-добро според? Тука. Ако нема. Испрати ова како се вика. Ajde, Oskar, ajde. You're saying there's also somebody like her. These are the times, huh? I for this online Delphi panel. But I put only the top, the bottom. I just had debate now with 100 people, students, media. Sent you. Yes, I didn't have time yet to. We can touch base We after. had 2 hours. Maybe in the afternoon after this. Yeah. So it's better than yesterday. We had some bad publicity yesterday. So. Вали от колица, значи се користи по сите можни и ненужни ситуации. Units, it's Clinic 1, COVID-19, and Clinic 2, Hospital of COVID-19. Check or not, Ahead, yeah. You're prepared for the worst scenario, which hopefully is not coming. Absolutely. Because the numbers are very stable. Yes, that is Yeah, that remains. the same.
And these are protective masks who sent. This number TN95, but we call type FFP2 also, and they are for health workers. Дека е заштита на здравствените работници со 95% заштита од вирус и од Помисла Тора дека игра. Имаме редослед за изјавите? Први е евроамбасадорот, втора сте вие министра, а заменик министрот. Чекам да видам.